Вчерашни во потрага по прашањата кои ги интересираат многумина македонски граѓани. Кога Македонија пат ќе ги направи патиштата проодни и кога ќе почне нормално да се одвива сообраќајот во втората најбрзо растечка економија во светот? Со нас е представникот на Македонија пат, господино Горан. Он ќе ни каже каква е состојбата со патната инфраструктура у Македонија. Господине Горан, што се дешава со снего? Какви вести ви имате за луѓето? Видете, ние Македонија пат имаме добри вести, но за жал имаме и лоши вести. Па прво со лошото да почне. Може. Граѓаните знаат дека ние Македонија пат лавовски се бориме со снегот, како двоглав лав, меѓутоа не сме очекувале од другата страна снегот да се бори како тигар, така да би апелирале граѓаните да не излегуваат со кола, да не излегуваат со пешки и да не излегуваат во глобала воопшто, освен ако немаат некоја потреба, а и да имаат потреба пак да не излегуваат. Меѓутоа, тука место за паника нема, затоа што ние вчера веќе сме објавиле нов тендер за набавка на машини и технологија за отстранување на снегот. Затоа, ако може граѓаните нека бидат малку потрпеливи и ова со снегот ќе се рачистува најдосно до мај има да биде цакум-пакум со снегот. Па, господине Горан, тоа уопште не е лоша вест. А добрата која? Па, ми се роди син вчера, многу сум среќен. Да е жив и здрав, полека по патот кај болницата. Да, ќе пазим. Фала ви Ептен. Петар, очигледно солта што ја фрлаат надлежните не функционира. Токму така, Јована, според мене институциите треба сериозно да размислуваат на хималајска сол. Знаеме дека на Хималаите температурата е секогаш далеку под минус 6 степени и не може едноставно солта да не функционира. Одлична идеја, колега.